Здраво, јас сум Филип Арнудов од Коктел Рум. Добродојавте во нашата течна кујна. Денеска ќе го подготвиме коктелот Dry Martini или скратено само Мартини, буквата А во спремањето на коктели. Овој коктел наведум е доста едноставен. По состојките што ги има во него, но всушност бара доста внимание при неговата подготовка и самите гости си имаат посебни желби кога го нарачуваат овој коктел. Што имаме? Имаме 1 центилитар драй вермут, ако сакаме мартинито да биде посуво, тогаш намалуваме на вермут и 5 центилитри джин, или ако некој сака можеби водка мартини, тогаш 5 центилитри водка. Доста често некои го сакаат овој коктел и шејкан, иначе оригинално се спрема мешан, значи стирт техника, затоа што многу е битно овие состојки сите што се внатре да останат бистри. Негде околу 20 до 30 секунди убаво да се измешаат и изладат состојките. Користим джулип стрейнер. Ладна мартини чаша. И маслинка. Че коктелот спаѓа во групата на аперитивни коктели или коктели кои што се послужуваат пред јадење, но може да се нарачи во било кое друго време. Повеле. Приказната за коктелот Dry Martini ќе не однесе во хотелот Knickerbocker во Њујорк Сити. Таму момче со име Мартини ди Арма ди Тагија во 1911 година го создал популарниот коктел. Главната состојка за сите варијации е джин и сув вермут. Мартиновата варијација на рецептурата е дека тој ги измешал состојките со многу мраз и ги процедил во изладена коктел чаша. Маслинката била додадена според нормативите на Knickerbocker хотелот. Една од варијациите на коктелот Мартини е драй водка Мартини, кој е дел од секое ново продолжение на филмовите за Джеймс Бонд. И иако во книгата на Иан Флеминг е напишано дека Джеймс Бонд пие мешано, а не матено мартини, сепак филмуваните верзии се препознатливи по Бондовото Shaken, not stirred. Големата популарност што ја донесе агентот 007 за коктелот Мартини се препознава по тоа што често матеното мартини се нарекува Мартини Джеймс Бонд или едноставно 007. Од попознатите варијанти на коктелот Мартини се и коктелите Мартинес и Гибсон. Низ времето Мартини стана еден од најпознатите миксани коктели. Се служи во ладна мартини чаша придружен со парче зелена маслинка или спирала од лимон.